Земјоделците да внимаваат на болести кај раноградинарските култури. Според Василев, симптомите за одредена болест се многу слични, но доколку се постави правилна дијагноза ќе се одреди вистинска терапија за лекување на растенијата. Василе вели дека во овој период се јавува така наречена габа питиум, која го напаѓа кореновиот систем. Тој вели дека земјоделците треба да го разликуваат питиумот од други болести кои се поштетни, за да не дојде до погрешно лекување и уништување на плодот на растението. Проблемот во агрономијата е тоа што кај растенијата симптомите се доста слични. Меѓутоа причинителите на тие симптоми се од поширок размер, така да правилната дијагноза во зависност од типот на симптоми кои што се појавуваат е многу битна за да се одреди соодветна терапија и да има ефект таа хемиска или било каква друга заштита која што во иднина би се применувала, заради тоа што сепак знаеме дека хемиските средства не се толку ефтини и еден погрешен третман е загуба на финансии, а во исто време и загуба на растенија кои што појавиле одреден тип на симптоми. Најчесто земјоделците мислат дека станува збор за има една габа која се вика питиум, меѓутоа не секој пат е тоа питиум, како што знаеме дека питиумот е патоген на примарен корен, а веќе растенијата имаат 70, 80 па и 90 дена, тие се веќе може до 20 до 30 дена расадени, така да питиумот нема сила да ги уништи цели растенија. Василе вели дека има болести кои лесно доаѓаат до кореновиот систем и целосно го уништуваат. Тие во почвата можат да останат од 5 до 10 години. Има 2-3 габи од типот на фузариуми, вертицилиуми и ризоктонии, кои што вршат притисок врз кореновата система. Начинот на технологијата на производство на овие раноградинарски култури дозволува овие болести да лесно навлегуваат во кореновиот систем заради тоа што производителите најчесто ги нагрлуваат корените, провоцираат нови жили и тие нови жили се отворена врата за овие болести кои што во почвата без никаков домаќин знаат да останат 5 па и 10 години. Нема решение за овие. Хемиската заштита не нуди доволно ефикасно решение. Најчесто треба да се применуваат сорти кои што со себе носат каква таква отпорност. Доколку земјоделците не се сигурни која болест ги нападнала нивните растенија, агрономите советуваат да се побара мислење од стручни лица, кои ќе ја дадат вистинската терапија за болеста на растението.